Здраво на сите! Добродојдовте во уште еден разговор на тема театарот во време на пандемија. Моја денешна соговорник е Сонја Михајлова, актерка во Народен театар Битола. Добродојдовте, Сонја. Еве ме, добре ве најдов, поздрав од Битола. Ви благодарам многу што ја прифативте поканата да бидете дел од овој серијал и на разговори и да ги споделите со нас вашите доживувања за театарот во време на пандемија. Баш ми е драго и што сум дел од овој серијал и во нашите прелиминарни разговори во договорот за овие муабети рековме дека ми е драго што воопшто за вниманието посветено на актерот, театарот во целата оваа ситуација во која што се најдовме. Би сакала да го започнеме овој разговор со прашање кој што го поставувам на сите мои соговорници. За почеток тоа е што значи да се биде театарски актер, театарски уметник во време на пандемија? Како го доживеавте прекинот на работа на театрите и како ви минаа првите полициски часови? Јас некако вака би го формулирала тоа што значи да се биде актер. Актерка се едно воопшто актер во време на пандемија, некако ми изгледа дека видовме што значи да не се биде актер во вакво време. Не знам, сложена состојба. Јас сега, премајки се за овој наш разговор, ја проверив датата на мојата последна одиграна представа на репертуарот на Народен театар Битола. Бил 18 февруар. Значи, за 2-3 дена се токму 5 месеци тотална неактивност и одцепеност од театарот и од сцената. Во меѓувреме требаше да има и премиера Битолски театар. Мислам сето тоа отпадна, така да тоа е прилично долг период, кој што за овој период можам само да кажам дека навистина турбулентен и со физичкото присуство, односно отсуство во целата состојба како актер и просто една состојба на турбулентно и длабоко емотивно преживување на секој ден. Мислам дека на почетокот воопшто не бев ни свесна дека каде тоа ќе води, затоа што мислам дека некако се најдов затечена во целата состојба, како и сите ние. Така да од ден во ден, мислам, тој прифаќањето, односно неприфаќањето во почетокот, па потоа прифаќањето на состојбата, чекај што ми се случува, мислам, навистина беше турбулентен период во секој поглед. Целиот живот се сведе на, секако зборувам најмногу за ограниченото движење воопшто надвор, па зборувам за тие полициски часови, карантини, од моментот кога се затвори вратата на сцената, која што на некој начин е простор во кој што актерот знае дека е актер и дека живее, бидејќи не можеш актерот да го одделиш од собствената личност. Тоа се едно, посебно со сега за волја на вистината, со толка голем багаж зад мене и толку време поминато, мислам не се знае кој е посилно. Актерот ја формирал личноста, личноста го формирала актерот, така да на многу планови навистина турбулентно време мојот, но се виде дека едноставно тоа е така, нешто што мора да се прифати, дека пристапот до сцената и до театарот е затворен, но дури и тоа ми е сега полесно да го дефинирам. Во самиот почеток едноставно се соочува со состојбата од мојот стан, кој што е во зграда на 3-4 спрат, и со моите 2 балкони кои што гледаат на различна стана од градот. Но сега можам тоа да го формулирам што ми значело. Едниот балкон гледа на кварт со куќи, Битола е повеќе не е урбана од тој тип, па гледа на кварт долу под мене куќи на луѓе кои имаат двор, живеат, работат, а другиот балкон ми е со еден висок багрем дрво, кој што се виши над спратот. Има една мисла од Шекспир која вели целиот свет е сцена,
а сите мажи и жени се само играчи кои доаѓаат и излегуваат. Некако со таа метафора на Шекспир, мислам дека дојде во некоја состојба дека едноставно актерот се најде во позиција на публика, која што од едниот и од другиот балкон го гледа светот како сцена, што се случува. Така да, целата моја животот на актерката се претвори во тоа. Едноставно, почувствував само нешто што може би публиката го чувствува гледајки представа во театар, што ме однесе некаде во некои нови размислувања од типот на доживување и прифаќање на целото. Зашто ако е тоа така, мислам дека се обидов некако да го најдам во таа метафора од Шекспир, да најдам смислата на целата ситуација. Ако целиот свет е сцена и театар, тогаш зошто еднаш навистина не би го живееле од таа позиција и ова време. Мислам, ете, тоа беше најблиску театарски, актерски кажано на доживувањето. Така да, велам. Но секако, сеедно, тоа ве носи, од една страна го гледав, велам, од едниот балкон го гледаш оној реален живот на ограничување во кој што секако и луѓето во тие куќи имаат свое живење, а од друга страна, овој другиот балкон ме соочи со, да, багремот го гледа во сите фази на неговиот развој, од голи гранки во март, па до разлистување, па до цутење, па до мирисот на багремот, колку и да звучи поетично, тоа беше едно друго соочување со природата и нештата и универзумот. Во крајна линија, независно од тој реален живот на луѓето во пандемија, гледаш дека универзумот течи, природата си го има својот циклус. Да, по ноќе во ноќите на неспиење успеав да ги видам и оние познати сателити кои кружат околу ова. Тоа беше за неверување. Така да имаше моменти, многу театарски елементи во живо. Во секојдневието, така. Секојдневието. Баш интересна обсервација. Ме интересира со оглед на тоа дека кога настана колапсот во целото општество, во целиот свет воопшто, на некој начин сите професии се префрлија на интернет порталите, значи на интернет платформите. Сите започнаа работа од дома. Започнаа да се подготвуваат на некој начин театарски представи од дома. Ги нарекуваат виртуелни представи, интернет перформанси. Колку може театарот да се префрли на еден медиум, колку може да се реализира преку посредна врска со публиката? Кои се вашите размислувања за таа тематика? Значи, многу размислува во првиот период од почетокот на овој пресек што се направи, влегувањето во целата состојба, мислам дека кризирав во еден период и јас имав самата потреба некако тој емотивен набој од новосоздадената состојба, просто актерот работи и умствено и духовно и имав потреба и ете во мои домашни услови првото нешто што ми даде некаков импулс беше една песна од Бертол Брехт за дојдените по нас, која што не можам сега да ја анализирам, ниту себе си да се само анализирам, беше во период на затеченост, но во која што едноставно го препознав некој емотивен набој што го чувствував. Затоа што во првиот период неизбежно беше да се соочуваш со она што беше до пресекувањето на тој условно реален живот и она сега што се случува. Но и беше некакво празнење, условно да го наречам, или некакво создавање на некоја виртуелна реалност во дадените околности, но веќе сега од оваа позиција гледам тоа само гледам само како на еден документ во еден момент на состојба. Така да, по однос на прашањето и ова, искрено го почитувам секој обид во било која професија и начинот на, ајде да речам, снаоѓање во целото или трка да се фати на
на реално создавање и исполнување на она што значи професија. Но за жал мислам дека еден голем дел професии имаат допирни точки и можат на тој начин да се остваруваат себе си во професијата. Реков, може би тоа само присилно ги натера многу побрзо да го фатат чекорот со тој интернет облик на исполнување на професијата. За жал, мислам, нека биде дека и припаѓам на класична смисла на разбирање, доживување и создавање на театар. Сметам дека обликот интернет и театар не е тоа. Конечно, сега ете и чисто технички да кажем, и во мојата припрема студентска за оваа професија, ние имавме актерска игра, која што течи сега и овде во живо на сцената. А за тие медиуми постоеше интермедијална игра. Не велам дека тоа не е дел од актерот, но просто тоа се различни изрази, а јас припаѓам на оние кои што го сакаат и доживуваат театарот сега и овде и во живо. Мислам дека го сакам она создавање со сите елементи што ги подразбира театарот. Интеракција меѓу актерот, сцената, публиката и мигот. Мислам дека сега прозаично ќе прозвучи, но магијата на театарот мислам дека е токму тоа, во чувството, во емоцијата, што во еден даден момент се споделува. А за волја на вистината велам, се што е интернетски прикажано, мене ми е документ со сета почит и напорот, дури и на помладата генерација, да го најде обликот на израз во целото. Затоа што, конечно, вака сега подалеку гледајќи, не можам да предпоставувам, но во овој момент не сум баш сигурна во која насока и како ќе течи се, така да секој потек од типот на тие интернетски представи, проекти и облици на изразување, навистина ги почитувам од срце, но велам, од моја позиција и со сето она што го носам за театарот и околу театарот, за мене, викам, тоа само интернетот е само документ, а животот, театарот во живо е театар. Онаков како што го сакам. Наспроти овие представи што ги споменавме дека се случуваат, се подготвија за време на пандемијата, почитувајќи ги сите протоколи на однесување, па заради тоа и принудно преселени на интернет платформите. Наспроти тоа, театрите, државните театри, државните институции ги отворија своите архиви и започнаа со онлайн прикажување на веќе одиграни представи во живо. Предпоставувам дека некои од вашите представи може би беа така прикажани, или на некои колеги кои што, мислам, представи кои што веќе не се играат, за жал, нели, бидејќи се создадени многу одамна. Како ги доживеавте овие представи, ова прикажување, онлайн прикажување на веќе изиграни представи во живо, како публика? Малку беше чудно чувството. Во принцип, јас многу представи се снимаат и скоро, и додека се живи на репертоарот. Никогаш не сум имала потреба, додека се живи, да ги гледам. Да. Затоа што некако на некој начин актерот ги носи во себе, така да таа дистанца сега од позиција, па чекај, па ќе се гледам, па да видам дали сум добар, лош или ово, мислам, тоа никогаш не ми значело, затоа што велам, театарот е мигот кога ја играш представата во живо. Но во ова, така да, многу и од тие што знам дека биле снимени представи, во изминатиот период наназад, долги години не сум се навратила на нив и не сум ги гледала, но во дадениот момент, да, бев во позиција на публика, но велам од еден друг ракурс, просто ги гледаш како на нешто што е создадено на ова во театарот, воопшто не само лично во смисла на твоите улоги, но во целина гледаш едно театарско резиме на едно создавање со години. Така да тој момент ми беше убав, а од друга страна, мислам, начинот на прикажување,
нашиот театар имаше полн репертоар на многу представи, на сето она што беше. Не беа сите со исти квалитет, но, например, имаше моменти, зборувам, не беше со исти квалитет, затоа што имаше моменти на представи кои што се од пред 20 години снимени, но за волја на вистината, нивото на прикажување и она што беше како видео записот од нив, тоа ми беше репер дека нешто не ни штима во целото, не зборам само за нашите представи, него и воопшто на што на YouTube можеше што го прикажуваат театрите, беа многу поквалитетни, сега морам да го кажам, во смисла што па од друга страна ми кажува дека многу повеќе сме обрнувале на квалитетот дури и за тие видеозаписи, да се поблиску до она што го носи представата. А од друга страна би беше некако и тажно заради тоа што, знаете, кога наеднаш го враќате цел филмот, создадени представи на сите актери, во нив има многу актери што веќе ги нема, се физички отсутни од овој свет, некако ова дојде како соочување со некакви краеви, со некакво, мислам, што буди еден, не знам, момент на голема тага, како да го кажам. Затоа што беше добро што, мислам, и од разговори со луѓе, публика, во целото тоа прикажување на представите на YouTube, навистина искрено ги гледа и беа посетени представите и мислам дека во крајна линија барем еден дел од суштината на театарот беше исполнета и со тие представи, затоа што се пополни времето на неизлез на публиката. Така. Како сметате дека би требало да се развива театарот? Кои се вашите планови, размислувања за иднината на театарот, доколку оваа ситуација хипотетички продолжи да се развива во оваа насока? Ќе бидам искрена, ќе ги кажам сите мои турбулентни емоции во смисла на односот во смисла на театарот. Се случи тоа што се случи, се прогласи пандемија, се случи. Сега велам веќе се 5 месеци, мислам како прво во оваа реалност сега, мислам имам голема замерка за една општествена немарност во однос на местото, ќе си дозволам да речам и на културата и на театарот посебно. Не знам друг посебен збор, се друго би било напад или не се најде нешто што апсолутно целото општество се најде во тоа, но не можам и не простувам немарност од типот. Во целото, за овие 5 месеци, ете сега слободно можам да заклучам, не чув ни реченица, ни мисла за театарот и вработените во театарот. Во смисла за местото и значењето на театарот во целиот облик. Искрено мислам дека во овој период, не знам, не сум толку паметна, се соочуваме со нешто за прв пат на ваков начин, не знам кој ќе беше обликот, но мислам од просто човечка, а потоа и од професионален, од човечки, а потоа и од професионален аспект, театарот многу повеќе беше потребен во општеството во овие моменти, не знам во кој облик и како, значи пак велам, но верувам, искрено верувам дека, мислам, актерите и сите оние што се врзани во театарот и самите сите дојдоа до заклучок дека барем од театарска позиција, актерска позиција, постои начин да се најдеш во служба, не само на општеството, и не велам во служба технички, да се најдеш во служба и на публиката, што значи и на културата, и воопшто во општеството. Така да велам, таа немарност во ова и мислам таа неизвестност од што следува од таа немарност, значи не се добија никакви насоки, освен забранет влез во театар, забранет ова, забранет она, мислам тотално една неизвестност. Никој не знае ни пандемијата до кога ќе трае,
светот почна веќе да живее и со театарот и се наоѓаат облици за во живо. Пак велам, длабоко сум убедена дека не е неможен обликот театар или изведба или создавање на нешто што ќе биде во служба на овие околности новонастанати. А ние се уште тапкаме во статус кво и навистина не знам. Јас емотивно реагирав заклучно со пред ден-два. Се кажаа протоколи, значи насоката не можам да ја сватам и морам гласно тоа да го кажам. Се почна со отварање на казината, се заврши завчера со во тек на летна сезона со протоколи за плажи, за базени, а ние се уште во овој момент не сме добиле никаква насока, никога, никако, ништо. За да се почувствуваме дека по основ на професијата сме живи и му требаме на ова општество. Мислам, нашето чувство дека сме потребни во ситуацијата е недоволно. Сепак треба импулс во општеството кон професијата, бидејќи конечно сме дел од таа култура што е идентитет на ова општество. Така. Што мислите како би се справиле со оваа немарност, да ја наречеме, и со целава оваа ситуација, ново настаната состојба и пандемија, и кога би се нашле во овој 21 век големите уметници, театарски уметници од минатото, тие театарски имиња, како тие би действувале со сите овие технички можности што ги носи 21 век, со сите оваа немарност на нашето општество кон оваа уметност и со сите тие пречки, дистракции, како тие би действувале во овој период? Да сум мислела наназад, но мислам дека ваква ситуација досега не била, како воопшто. Животот и светот оди напред, 21 век. Мислам, секоја споредба со било кои творци, уметници наназад во историските епохи би била залудна, но мислам, она што како поука, барем од она што ни е познато, мислам дека не би се откажале воопшто под број 1 и би се наметнале во целото, што значи дека дел од вината за таа немарност од општеството ја гледам и во нас самите, што сме веќе носители на таа професија, дејност или културно создавање, културно-уметничко создавање, бидејќи искуството на сите големи уметници покажува само едно. Биле борци и се бореле за она до кое што им е стало. Значи, пак сега ќе го спомнам Шекспир. Во неговото време, значи не можеше да играат женски ликови, да играат жени, па тие се снаоѓа и ги играа и женските ликови, мажите ги играа женските ликови. Друг сличен на ова, она што е со, мислам дека е една единствена, немам информација за друга, била пандемија со чумата. Но и во услови, значи не постојат релевантни сега показатели за театар конкретно или за актерство, но во целата таа пандемија на чумата во светот се создавала уметност, иако била така е типизирана како сурова реалност, но тие дела на таа сурова реалност останале како дел на создавање во уметноста. Така да на тој план искрено велам не знам како би се справиле. А сега во 21 век со сите можности, значи велам, затоа викам, почити облик на сите облици на интернет и на технологии и се. Но од наша позиција знаеме дека облиците и театарски и актерски се дури и во живо многу значни. Сме присуствувале на представи на Млад отворен театар, сме присуствувале на представи во светот, сме присуствувале на разни облици на театарски представи, што значи дека искрено верувам дека постои облик и во вакви услови да го најдеме патот за реализација, да речам и во живо создавање на таа театарска уметност. Но
пак ќе речам, мислам дека колку општеството према нас немарно и ние некако немарно се адаптиравме, условно вака, на таа ситуација и има една мисла исто вели онолку те има колку си гласен за себе. Значи, во ова цело време, ако мене не ми значи, ако не сум гласна, тогаш и општеството се однесува немарно према целото. Но не знам, ете, има последици кои што водат кон некаков друг разговор за резимирање на некои наши ситуации, некоја наша општествена расцепканост во разни основи во ова наше општество некако не расцепка и нас, и театарските работници, и уметниците, и не знам, не можеме да ја најдеме таа множина за да бидеме гласни дека ни е стало и дека многу ни значи да бидеме присутни со театарот, со сцената, воопшто со културата и уметност. Ова беше на некој начин и последното прашање до вас, Сонја, но сепак оставам простор доколку чувствувате потреба да се доискажете, доколку моите прашања не ги опфатија сите ваши размислувања и ставови за театарот во пандемија, во време на пандемија, да се доискажете или да сепак им велам секогаш на крај на соговорниците да испратат некоја порака до постпандемскиот театарски уметник, доколку чувствувате потреба за тоа. Да, постпандемскиот мислам дека сега ни се случува и веќе треба сите да се постпандемскиот се едно што трае, што се уште не е заокружено, но мислам дека е веќе време, велам веќе 5 месеци се заокружени, тоа е прилично долг период за сите нас, значи не го третирам периодов лично, тоа е пола театарска сезона, во која што фактички ние сме сите во кома. Мислам, непродуктивни, нереализирани, неангажирани, тоа е лоша состојба за актер и воопшто за човекот, мислам, ние сите се соочуваме со тоа и како човек и посебно сега како актер. Која би била пораката? Значи, сега го препрочитував и пак си велам, мислам, актерите го знаат. Горан Стефановски, првото што ми паѓа во ситуација, оние познати негови реплики, кога го чувствуваш домот отуѓен, раселен, заради отсуство, присуство, мислам дека оваа наша состојба, барем по тој театарски канал, ние актерите треба да се насочиме, да го препознаеме, да си го видиме домот. Значи, зборам домот во смисла на нашиот избор. Театарот и воопшто за театарските работници, не зборувам само за актерите, за сите е нашиот дом. Во оваа ситуација треба повеќе да се насочиме, да си го препознаеме и да си го видиме дома. Затоа што сме вака раселени, расцепкани, никакви. Мислам, со тоа не даваме никаква порака ниту за иднината на театарот, ниту за овие млади генерации што допрва доаѓаат, ниту за овие. Значи, имам соочување овде со млад актер што е на прва година на факултетот за драмски уметности. Има млад актер, колега, кој не е се уште вработен во театарот. Значи, тоа се два различни ракурса. Ако не за нас лично само, впрочем, прво, велам пак, не само за нас, но прво од нас да тргнеме, колку нашиот избор и посветеноста на таа професија, секој од своја позиција, кој се едно и кој колку години посветил на тоа целото, со примерот за заложбата во целото, мислам дека тоа е патот на кој што треба да им се даде некаков мотив и подстрек, да не речам само може би предраматично ќе звучи за обстанокот на театарот, онаков како што го сакаме и како што сме го избрале. Затоа што инаку не гледам се обесмислува постоењето воопшто и на образованието за актерите и воопшто за театарските и за режисери и за се. Значи, веќе постоечките и оние што имаме ете некаков багаж во целото, мислам дека ангажманот треба од сите нас да тргни, да се
пробај и да се инсистира. Просто да бидеме гласни во селото дека да, сакаме да работиме за да не има. Тоа би било. Иначе не можам, навистина не можам да предпоставам, но тоа е убавината на нашава област, во нашава бранша. Значи, ако сме можеле да бидеме, ако можеме да бидеме креативни во создавање на представа на сцена, тогаш можеме да бидеме креативни и да го најдеме обликот, дури со сите овие ограничувања, да го реализираме театарот дури и во живо. Велам, пак ќе направам, може би е банална споредбата, но ако може да се биде на дистанца на плажа, ако може да се реализира пливање под одредени околности, да, мислам, звучат малку необично и да не речам смешно споредбите, но да, тогаш имам пркос во мене за тоа целото. Знам дека може да се најде, посебно театарски работници, режисери, актери, со цел свој креативен капацитет да го најдеме обликот за да бидеме безбедни и за публиката, а да бидеме безбедни во себе остварувањето и во создавањето на театарот. Благодарам многу, Сонја, што ја прифативте оваа покана и што толку исцрпно ги споделивте со нас своите размислувања за театарот во време на пандемија и се надевам дека ќе му се навратиме после некое време на овој разговор, додека сме во живо и со добра мисла. Се надевам дека ќе мотивира и ќе инспирира. Навистина ми значи што сте дел од овој серијал. Морам и тоа да го искоментирам. Рековме ќе се персираме или нема да се персираме. Благодарам на вниманието и укажаното персирање, иако мислам дека е ова време моето инсистирање на тоа, на таа блискост од ова, мислам дека е тоа основниот облик за себе препознавање и во диалог со човек. Мислам дека е ова време кога треба да се повеќе да се препознаваме не со таа дистанца, имаме доволно дистанци во реалниот живот. Тоа ми беше инсистирањето и затоа ќе се обратам со едно топло ти благодарам за вниманието и поканата во оваа. Ти благодарам и тебе. Ќе искористам таа прилика и јас да ти се заблагодарам. Посакувам убав ден. Убав ден и тебе.